Почитувани гледачи на Автомагазин, добар ден. Годинава што изминува ја започнавме со нови цени на дизел горивото, зголемени за 3,5 денари. Официјално причина за тоа беше да се придонесе за намалување на загадувањето и да се намали разликата во цените меѓу дизелот и бензинот, која лани во оваа време изнесуваше 11,5 денари за литар. Но без оглед на намерите на владата, светските берзи реагираат на поинаков начин, кој придонесе цената на дизелот да расте побрзо од онаа на бензинот. Бидејќи во пресметката на Регулаторната комисија за енергетика за тоа колку ќе плаќаме за горивата влегуваат и овие трендови, цената на дизелот се доближи на само 2 денари до бензинот. Едно време, пред 3 години, оваа разлика изнесуваше дури 18,5 денари. Причината за ова се гледа во трансформацијата на светските рафинерии, кои со модернизацијата на производството поголем дел од капацитетите наменуваат за лесните горива. Прогнозите се дека овој процес допрва ќе се интензивира, што значи дека треба да очекуваме уште поголеми поскапувања на дизелот. Во Македонија лани се продадени 575.000 тони дизел гориво. Најголем дел од потрошувачката, околу 80%, отпаѓа на камионите и автобусите, но и делот што го трошат автомобилите се уште е голем од количината продаден бензин, која изнесува нешто над 100.000 тони на годишно ниво. Во Македонија, како и во Европа, половина од регистрираните возила се со дизел мотори. Нивниот број изнесува околу 200.000. Возачите за нив се определуваат заради издржливоста и економичноста, која со овие цени е доведена во прашање. Но настаните, покренати со Дизелгейт аферата, покажаа дека тие се проблематични во поглед на загадувањето. Како реакција на тоа, се поголем број на европски градови воведуваат забрани за нивни движења на своите улици. После серијата судски процеси, пионерскиот чекор го повлече Хамбург, кој стана првиот германски град кој ги протера дизел автомобилите. За почеток, забраната се однесува за движење на возилата со Евро 5 или постар мотор, и тоа само на одредени делови од 2 улици во вкупна должина од само 2,3 километри. Овој потек ги осоколи локалните градски власти низ цела Европа, така што од повеќе места пристигнуваат најави за забрана за сите возила со бензински или дизел мотор. По тој пат ќе тргне и Македонија, чија легислатива веќе подготвува терен за целосно или делумно ограничување на сообраќајот во деновите кога загадувањето на воздухот е зголемено. За таа цел, новиот закон за возила предвидува воведување еколошки налепници според евронормите, што ги задоволуваат возилата. Еве што за тоа кажа министерот за економија, господинот Крешник Бектеши, кој беше гостин во Автомагазин. Во овој закон е предвиден да се воведат еколошки налепници, што се однесува до еколошката категоризација, и тоа ќе биде на црвена налепница, жолта налепница и зелена налепница, и сме им дале можност на локалната власт во одредени моменти, кога тие ќе мислат дека треба да направат програма во своите совети, за да можат во основа на овие налепници, што ќе бидат радени во колите во Република Македонија, да направат програма за да нема поголемо влијание во одредени денови на годината, кога некои градови се поеќе од тоа предвиденото загадување. Еколошката лавина на забрани веќе ги зголеми последиците по автомобилската индустрија и на трендовите на пазарот. Годинава што измина, таа добро се почувствува. Дури 14 производители најавија дека веќе нема да имаат дизел модели во понудата. Оправданоста на нивната одлука се потврди со продажбата во првите 3 квартала од годинава, кога дизел возилата забележаа минус од 18%, а бензинските пораст од 15%. Истовремено, продажбата на електромобилите и хибридите порасна за 1/3.
но иако во нив се гледа решение за урбаното загадување, тоа сепак е многу далеку. Имено бројот на новите електрични и плагин хибридни возила годинава ќе стигне само до 400.000, што е помалку од 3% од вкупниот број продадени возила. Причините за тоа се добро познати: високата цена, долгото време за полнење на батериите, неразвиената мрежа полначи и малата автономија. Токму тоа беше во фокусот на Ауто без жирито, кој го спроведе првиот независен тест со кој ја провери вистинската автономија на електричните возила. Под лупа се најдоа практично сите електромобили и кои можат да се купат во Европа, а резултатите беа охрабрувачки. Возилата беа тестирани во секојдневен сообраќај во околината на Барселона, каде поголем дел од нив ги постигнаа хомологираните бројки. Сите забележаа автономија поголема од 200 км, а 4 од тестираните модели надминаа 300 км со едно полнење на батериите. Како електрични возила со најголема автономија поголема од 400 км се покажаа Модел S и Модел X на Тесла. За оваа компанија доста се зборуваше годинава. Не секогаш позитивно, но по се изгледа времето на лоши вести за Тесла веќе е поминато. Во очекување на почетокот на продажбата во Европа, од Тесла конечно стигнуваат поволни вести за Модел 3. Производството се стабилизираше на повеќе од 5000 возила неделно и на американските купувачи веќе им се испорачани 110.000 примероци. Се шири и понудата и сега Модел 3 е достапен во верзија со 2 електромотора и погон на сите тркала. На располагање е и во перформансна изведба која постигнува максимални 250 км на час, а до првите 96 забрзува за 3,3 секунди. За неа треба да се платат $64,000, што е скоро двојно повеќе од колку цената што беше најавена за основната верзија на Модел 3. А на неа, според зборовите на Елон Маск, ќе се чека најмалку до април идната година. До тогаш ќе се знаат и конкретните планови на Тесла за освојување на Кина, каде треба да се изгради нова гигафабрика. Во неа покрај Модел 3 ќе се произведува и помалиот кросовер на марката, идниот Модел Y. Низиниот капацитет ќе изнесува 250.000 возила со можност за двојно зголемување. Оваа фабрика треба да биде прва со 100% странски капитал во кинеската автомобилска индустрија. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage Модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Textiva. I miss you. Send. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили. Од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever.
Метрополис, број 1 радиомрежа. I knew you had the secrets in your eyes. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Голем чекор напред во оваа област покаже Јагуар со моделот I-Pace, која освои EcoBest 2018 наградата. Тој е еден од технички најнапредните автомобили што се појавија оваа година и прв премиум електричен кросовер што доаѓа од европски производител. Представува храбар проект на компанијата со кој се менува играта на брзо растечкиот сегмент на еколошки автомобили. Го возевме пролетва и лично се уверивме во неговите потенцијали. Еве ги нашите впечатоци од тоа. Jaguar I-Pace е направен за безкомпромисни возни својства. Долгото меѓуоскино растојание од неполни 3 метри во комбинација со ниското тежиште добиени со поставување на батериите во подот на каросеријата и користењето на актуелниот инженеринг на подпирање и управување направија комбинација која дава чисто задоволство во возењето. На патеката справувањето со свиоците, забрзувањето и сопирањето се ништо поразлични отколку со било кое спортско возило. Единствената разлика е звукот. При забрзувањето изразено е зуењето наместо грамогласното врескање на цилиндрите, управувањето е прецизно, а подпирањето идентично како кај лимузина. Во секое време возачот е во интеракција со подпирањето и добива јасни информации за однесувањето на каросеријата. 2 тони тешката конструкција е агилна, произведувајќи манири на спортски ориентирано возило. Во ниту еден свиок не почувствував преголемо оптоварување на механичките склопови, што резултираше со релаксиран престој во кабината. Како што видовте во претходните снимки, Jaguar I-Pace се однесува на тркачка патека баш онака како што се очекува да се однесува еден Jaguar. Ова електрично возило, благодарение на ниското тежиште и поставеноста на батериите под седиот под, дава можност за поагресивно возење и за подобро припивање на тркалата на асфалтот. Но, што се случува со Jaguar I-Pace кога се вози на нормален пат? Звукот на тишината е насекаде околу нас. Се слушаат само пневматиците кои газат на асфалтот, а инаку за другите звукови во кабината нема што да се дискутира. Едноставно тука е тивко и пријатно место за престој. Во освојувањето на пазарот на Jaguar I-Pace најскоро ќе му се придружи и Audi e-tron. Неговото производство веќе е започнато во фабриката во Брисел, чии работници поминаа повеќе од 200.000 часа тренинг за подобро да бидат подготвени за него. Двата електромотора со вкупно 408 коњски сили ќе го забрзаат до 100 на час за 5,7 секунди, а максималната брзина електронски му е ограничена на 200 км на час. Овој спортски кросовер е замислен да биде соодветен за секојдневна употреба според димензиите, просторноста и едноставноста за користење. Со едно полнење на батериите може да помине повеќе од 400 км. Кратко време пред него и Мерцедес го представи својот електричен адут во класата спортско корисни возила, моделот EQC, направена на платформа посебно развиена за електрични возила со ангажман на 2 електромотора со 407 коњски сили. Опремен со пакет батерии од 80 кВт, кои се очекува да му дадат автономија до 450 км. Производството ќе му започне идната година во Германија и Кина, а цените се уште се
кријат. Мерцедес има предвидено лансирање на вкупно 9 електрични модели, но во своите планови марката со 3 крака звезда отиде чекор понапред и започна со производството на GLC со погон на водород. Тој струјата место од голем пакет тешки батерии ја добива од системот горевни келии, при што место издувни гасови се добива чиста вода. Водородот, сместен во карбонските резервоари под притисок од 700 бари, ќе му овозможи автономија од 430 км. При тоа значајно е да се напомене дека за нивно полнење се потребни само 3 минути. Најзначајниот новитет на ова поле сепак допрва се очекува. Volkswagen ќе лансира својата електрична ID Gamma. Првиот модел ќе биде хеджбек, за кој се верува дека ќе го носи името Neo. Иако неговиот концепт беше представен одамна, за него се уште малку се знае. Како основа ќе биде искористена нова платформа специјално конструирана за електричните возила. Електромоторот би требало да биде поставен назад и да ги задвижува задните тркала, а ќе постои и верзија со 4x4 погон. Купувачите ќе можат да бираат меѓу неколку пакета батерии со кои ќе добијат автономија помеѓу 320 и 550 км. Се очекува цената да му изнесува како подобро опремен Голф со дизел мотор. После него ќе следат кросовер, комби и најверојатно седан и уште еден поголем кросовер. Холанѓаните пак, кои плаќаат по 7,5 евра за час паркирање, имаат сосема поинаква визија за тоа како треба да изгледа еколошкиот превоз. Според статистичките податоци, во Амстердам циркулираат скоро 1 милион велосипеди, но холанѓаните сепак ги сакаат автомобилите и затоа ентузијастите од малата компанија FitCar решија да ги спојат двете нивни пасии. Добро слушнавте, тие направија автомобил кој место со мотор се задвижува со педали. Иако сето ова изгледа како шега настаната за време на омилената релаксација на холанѓаните, возилото сепак постои и може да се движи. Има посебни режими за бавно возење низ градските улици и брзо за отворен пат. Од техничките податоци единствено е објавено потрошувачката од 600 калории на час, покрај што е 100% еколошко. За ова возило неговите творци велат дека е здраво и безбедно. Но холандските власти со тоа очигледно не се баш согласуваат, заради што FitCar се уште чека на одобрување за да може да учествува во редовниот сообраќај. Ако успее да го добие, ќе може да се вози навсекаде низ Европа. А додека се чека на вакви и слични револуционерни решенија, возачите ќе купуваат автомобили со проверен погонски систем, но и тука работите се искомплицираа. Имено продажбата на автомобили во Европа падна за 23,5% во првиот месец по воведувањето на новите WLTP стандарди за тестирање. Нив производителите ги дочекаа неподготвени и добар дел од популарните модели не можаа да ги поминат. Заради тоа нивната испорака мораше да биде привремено прекината. Меѓу оние што најмногу настрада е Volkswagen, кој забележа минус од 53% и падна на 5-то место, а на чело на табелата се најде Opel. Најдобро продаван автомобил во септември беше Corsa, додека деценискиот бестселер Golf се спушти дури на 13-то место. Како последица на новите тест норми дојде и до поскапување на автомобилите во оние земји кои давачките ги пресметуваат врз основа на емисиите. А што всушност значат тие? WLTP е кратенка за Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, односно светски ускладена постапка за тестирање на лесни возила. Со неа, разлика од досегашните 20 години стари стандарди, треба да се добијат по реални резултати.
Дозволените емисии штетни состојки во издувните гасови останаа исти, но со новата процедура на тестирање сега секој мотор ги емитува повеќе. Тоа најмногу дојде како резултат на намалувањето на времето на стоење во место од 25 на 13% и зголемувањето на просечната брзина од 34 на 47 км на час. И максималната брзина што се постигнува за време на тестирањето е поголема, како и целокупното време траење на процедурата. За да ги задоволат новите норми, производителите на возила се приморани технички да ги дотеруваат возилата. Решение засега е вградувањето селективни катализатори и филтри за цврсти честички. За тоа да се спроведе низ целата гама, сепак треба време и доцнењето главно доаѓа оттаму. Застој имаше и во капацитетите на независните институции за тестирање, кои едноставно не можеа да стигнат да ги направат новите хомологации, а за нив сега се потребни 600 страници техничка документација за разлика од поранешните 50. Плюс на се, за секој елемент кој влијае на аеродинамиката или ја зголемува тежината на возилото за повеќе од 5 кг, потребна е засебна хомологација. Тоа пак директно влијае на пакетите дополнителна опрема и повеќе бројните комбинации на мотори и менувачи кои сега треба поединечно да се испитаат. Директна споредба меѓу резултатите од стариот и новиот начин на тестирање не е можна, но за илустрација ќе ги наведиме бројките од се уште актуелниот автомобил на годината Volvo XC40. Тие кај бензинските варијанти со мотор од 190 конски сили покажуваат зголемување на просечната потрошувачка меѓу 1,1 и 1,5 литри и на содржината на јаглерод диоксид во издувните гасови помеѓу 20 и 29 грама на километар. Кај дизелот со иста силина разликите се помеѓу 1,4 и 2 литра на 100 километри и меѓу 35 и 50 грама CO2 соодветно. Но покрај сувото гори и суровото и во битката на новите стандарди засега најмногу загубија плагин хибридите. Кај нив во резултатите од тестирањата влегуваат и километрите поминати само на струја, заради што нивните бројки од околу 2 литра потрошено гориво на 100 километри и 50 на грама јаглерод диоксид ни изгледаа нестварно. Сега, тие значително се зголемија заради што дури 9 од најпопуларните 10 плагин хибриди се повлечени од продажба. Тие со новите бројки веќе не ги задоволуваат административните лимити за добивање субвенции кои постојат во бројни европски земји, заради што цената драстично им порасна. Нашите купувачи тоа нема многу да ги засегне, бидејќи за нив државата најави субвенции. Се споменуваат 3000 евра за хибридите и 5000 за електричните возила. Позитивно влијание ќе има и 5-кратниот пораст на бројот на полначи низ Македонија. Нив сега ги има скоро во секој град, а не само во Скопје. За жал, законските решенија доцнат заради што струја не може да се продава на овој начин. Затоа и полнењето на електричните автомобили на нив е бесплатно, барем за сега. Годинава низ скопските улици се обраќаше еден електричен автобус. Настанат во копродукција на израелско-бугарската компанија Chariot Motors со кинескиот HR, тој пробно беше отстапен на градот 6 месеци. Место батерии за складирање на струјата користи ултракондензатори со висок капацитет кои функционираат на истиот принцип како керс системот во болидите во Формула 1. Се полнат за помалку од 10 минути, но обезбедуваат автономија од 2,20 на километри. Поради тоа потребно е на крајните постојки да бидат поставени специјални станици за полнење. Вообичаено електричните автобуси чинат најмалку двојно повеќе од оние со дизел мотор, заради што градот се реши да набави автобуси со погон на метан. А според новите законски решенија, субвенции ќе добијат и возачите кои своите автомобили ќе ги конвертираат да користат течен нафтен газ или метан. Исто и оние кои имаат стар автомобил и ќе го однесат на отпад
и ќе купат нов. Со оваа мерка треба да се намали просечната старост на нашиот возен парк, кој изнесува скоро 19 години, но за жал, досега воопшто не се споменува никакво ограничување на увозот на користени возила. Според Царинската управа, во последните 10 години македонски таблички имаат добиено 270.000 стари возила увезени од странство. На Запад пак имаат друго сваќање за идните трендови на пазарот. Пред се во Соединетите Американски држави, каде место класично купување автомобил се протежира негово изнајмување на одреден период. Првиот чекор го повлече Волво, на што реагираа германците. Концептот е едноставен. Купувачот во овој случај претплатник бира автомобил од понудените и за него плаќа одредена месечна сума. Договорот за користење ги опфаќа сите трошоци, од осигурување преку сервис до помош на патот. По неговото истекување, автомобилот може да се врати и да се земе друг. Сумите за сега се поголеми од оние што треба да се платат ако возилото се набавува на кредит или лизинг, но интересот е далеку над очекувањата. Дотолку што зачетникот на оваа идеја преку рекламни кампањи веќе започнува да ги убедува своите клиенти да не ги купуваат автомобилите, туку да ги изнајмуваат. Тоа во Германија за XC40 ке чини 500 евра месечно, а за големиот XC90 930 евра. Интересот според првите информации е толку голем што веќе е креирана листа на чекање која се протега длабоко во 2019 година, а швеѓаните ја зголемија квотата на вака пласирани возила од 10 на 15%. Кога сме веќе кај нив, треба да споменеме дека XC40 во 2018 беше најбезбеден автомобил на тестирањата на Euro NCAP со освоени 97% од можните поени за заштита на патниците. Со 1% помалку второто место заедно со Peugeot 508 и А класата на Мерцедес го делат Volvo S60 и V60. А токму безбедноста покрај електрификацијата беше најзначајниот тренд на кој автомобилската индустрија се посвети годинава. Посебно во пробивањето на електронските асистенти во пониските категории возила, што веќе е присутно и на нашиот пазар. Се предвидува дека во Европа во наредните 10 години тие ќе спречат 40.000 несреќи и ќе спасат 7.300 животи. Најголем акцент засега се става на активниот темпомат и системите за задржување на лентата на возењето и автоматското запирање во итни случаи, со што возилата се чекор поблиску до своите автономни способности. Тука пак заради несреќата на Uber, кога нивниот автомобил прегази пешак кој невнимателно ја поминуваше улицата, работите малку забавија, но не на сите полиња и не кај сите производители. Автономни технологии развива и BMW, како кај автомобилите, така и кај моторциклите. До каде се стигнати неодамна демонстрираа на патеката Мирамас во Франција, каде тесниот R1200 GS ги помина своите први километри пред очите на јавноста. Напредокот е импресивен. Моторциклот се може сам да работи, да тргнува, вози низ свиоци, свртува на раскрсници и на крај да застане и прописно да се паркира. Од BMW се горди на постигнатото, но сепак немаат одговор на прашањето кому му треба вакво нешто. Затоа и велат дека целта им е да развијат технологии што ќе го направат возењето со моторциклите побезбедно. Мотоиндустријата сепак поголем потенцијал гледа во електрификацијата, дотолку што дури ниту легендарниот Харли Дейвисон не отстана имун. Најавен пред доста време, првиот ваков моторцикл на марката пристигна на Ејцма со својот дефинитивен изглед и новата ознака Live Wire. Злобните јазици велат дека ваквата одлука не е донесена под притисок на се помалата продажба на класичните американски машини. Заради слабите резултати од работењето, Харли Дейвидсон го затвори погонот во Канзас Сити и отпушти 800 работници. Лансирањето на електричниот Live Wire треба да врати половина од нив на работа.
Со тоа сигурно ќе биде задоволен и американскиот председател Доналд Трамп, кој годинава користејќи ги возилата како оружје ја разгоре трговската битка меѓу Соединетите држави и остатокот од светот. Неговите намери за царини за европските автомобили стигна до чекор пред воведување, заканувајќи се со своите последици и контрамерки да нарушат една одамна и тешко постигната рамнотежа. Последиците од тоа може да бидат болни, посебно за американците, но Трамп е решен да ги измеша картите. Но, како тргнало, ќе нема кој да му се спротистави во партијата покер. Серджо Маркионе почина, а челните луѓе на Рено, Нисан и Ауди, Карлос Гон и Руперт Штадлер завршија за решетки, првиот заради финансиски малверзации, а вториот за Дизелгейт аферата. Елон Маск се повлече од директорското место на Тесла, а своето заминување го објави и Дитер Цече. Годинава што изминува, толку турбуленција зафатија автомобилската индустрија, што со нетрпение се чека таа да заврши. Во идната многу надежи се полагаат, посебно заради најавениот голем број нови модели кои треба да пристигнат на пазарот. За нив ке зборуваме уште во следната емисија на Автомагазин во низиниот редовен термин наредната сабота. Во име на екипата на Автомагазин ви посакувам 2019 да ни биде подобра од оваа што изминува. Се гледаме за 7 дена.